По некое непишано правило, како заладува времето, така зачестува појавувањето на врели изведби на постоечките модели, а Audi RS3 е навистина врел член на семејството на компактот од Инглштад, кој за жал најверојатно ќе биде последен од својот вид заради заострувањето на еколошките стандарди за издувните гасови. До тогаш, секој што ќе се осмели да издвои преку 60.000 евра за него ќе добие 5 глава ламја од 2,5 литри работна зафатнина со 400 огнени конјски сили, кои ќе го лансираат до 100 км на час за 3,8 секунди. Задоволството на купувачите малку ќе ја замати неможноста за избор на менувачот, кој е само 7 степен со 2 спојки, а погонот истот, како и кај S3 и на сите тркала. На располагање како хеджбек или лимузина, кому што повеќе му се допаѓа. Фабрички се ограничени на 250, но со доплата за динамичниот RS пакет ќе се отлучат да постигнат 280 или 290 км на час. За изгледот нема да дискутираме, ниту пак за технолошките додатоци во внатрешноста без кои денес не може ниту еден автомобил да се продаде. Она за што треба да се дискутира е дали Audi RS3 е побрз или не од конкуренцијата од Штутгарт или Минхен, но и да не е. Уникатноста од концепцијата во односот на нив го прави единствен, посебно во очите на љубителите на напредната техничка надмоќ, а тоа од секогаш било она што возачите најмногу го сакаат.